Владата на Заев постојано се фали со степенот на толеранција и вклученост на сите граѓани во општеството, но американско академско истражување жестоко ги демантира овие фалби. Македонија е дури 80 од вкупно 132 земји во светот кога е во прашање така наречената инклузија на различни групи на граѓани во општествените текови по различни основи, меѓу кои нивната етничка, односно религиска припадност. Според годинешниот извештај на Универзитетот во Калифорнија, пред нас се буквално сите земји во регионот, освен Црна која е 81. Од поранешна Југославија најдобро рангирана е Хрватска на 13-то место, Словенија е 30-та, Србија е на 40-то место, додека Босна и Херцеговина се наоѓа на 45-та позиција. Од друга страна, Македонија и покрај силните реклами паднала на тестот, бидејќи е далеко од стандардите кои се нормални во Европската унија, со оглед дека во првите 20 места дури 15 се за земји членки на унијата, а првото место го зазема Холандија. На крајот на листата пак, како најлоши по степенот на инклузивност се земјите од третиот свет, како Ирак, Јемен, Судан, Мароко и Руанда. Истражувањето на Американскиот универзитет како главни параметри за оценување на толеранција ги зело вклученоста на граѓаните во општеството во зависност од нивниот пол, раса, етничка и религиска припадност, но и дали се на пример лица со посебни потреби. Толеранцијата според експертите подразбира трпеливост кон различни ставови, различни стилови и начини на живот, додека инклузивноста представува отвореност на општеството да прифати учество на различни групи на луѓе во сите области на општественото битисување. При тоа државата може да воведе различни закони и прописи за инклузивност, но тоа не значи дека тие ќе бидат прифатени од граѓаните.